кошула од Скопска Црна Гора. Како дел од женската народна носија од етничкиот предел Скопска Црна Гора. Постојат повеќе видови на кошули. Најпрва е белата кошула ученичка со пауци, везена само во долниот дел со дискретни триаглести форми, со црни и сини плетени волнени конци. На оваа кошула девојчињата се учеле да везат. Кошула провезичарче, везена е на ист начин како првата, но со ракави везани со вертикални линии преку целата должина, а внатре помеѓу нив крстови. По прсието исто така везено, а на задниот стан извезен е провез, вертикален црн раб од два елемента. Според името на декоративниот елемент провез и кошулата е наречена провезичарка. Ја облекувале девојчиња на 10 до 12 годишна возраст, за прв пат на Великден. Кошула порубајка. На предниот стан везена со еден прут, во видна лента вертикално поставена, а на задниот стан со 5 прута, еден на средината, а по 2 од двете страни, сите вертикално издигнати до висина на појасот, како и 2 помали прута по рабовите. Оваа кошула ја носеле девојчиња на возраст од 12 до 15 години. Кошула по еден пут, везена на задниот стан со 7 прута, сите високи до појасот, а напред со 3 прута. Во долниот дел просторот меѓу прутовите е исполнет со орнаментика во геометриски дух. Ракавите кај оваа кошула се везени со карактеристични мотиви плочи. Ја облекувале девојки од 15 до 20 годишна возраст на Великден. Кошула цуцулки. Везена е со широка бордура, во долниот дел со полукружни форми, исполнети со кругчиња. Над нив во вертикален правец пруќе или прутови. Долниот раб украсен со оплет, плетен на прсти со бел и син, плетен памучен конец. Овој вид кошула се везела до 1940 година. Кошула колца. На долниот раб е везена со тесна хоризонтална бордура со пауци. Над неа поширока бордура со доминантни кружни мотиви колца. Во средишниот дел со пупче, а над нив вејки. Ретко мешана кошула. На ракавите везена со ракави плочи. Во долниот дел везена со орнаментални елементи прутои, кои на горниот крај завршуваат со китка во форма на ромб, а помеѓу нив вертикално компонирани ромбовидни форми. На долниот дел поработ хоризонтално орнаментирана лента со пауци. Оваа кошула се сметала за втора по важност по венчалната. Ако невестата немала кошула густо мешана, во понеделникот по свадбата ја облекувала кошулата ретко мешана, за одење на вода и полевање. Се везела до првите децени на 20 век. Густо мешана кошула. Се облекувала на првиот понеделник по свадбата. Се случувало да биде и невестинска. Повезбената декорација меѓу најбогатите. Називот густо мешана го добила по тоа што е везена со пруќе, прутои, китке, провези, пауци и друго.
Според некои информации, кошула од овој вид се везела и во средината на 19 век. Престанала да се везе на почетокот на 20 век. Крстови венчална кошула е најбогато везена кошула. Екзистирала до почетокот на 20 век. Меѓу двете војни, како невестинска кошула се носела кошулата со еден прт. Тоа е период кога везбената декорација почнала да се редуцира и да се напушта. Таа екзистирала главно до Втората светска војна. По војната започнале да се парат везовите. Некои ги вареле во пепелница за да се иструпи везот, односно да се неутрализира за да може кошулата да се носи бела.